Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Централен дневник во 19 вечерва гледаме. Почина папата Франциск, првиот латиноамерикански поглавар на Римо-католичката црква. Католичката црква во Македонија се простува од единствениот папа која посетил државата. Од доверлив Македонија станува само партнер на Европската унија во надворешната политика, констатира известувачот. Неговиот извештај за напредокот доби над 300 амандмани од Грција и од Бугарија. Над 45 колапси за 3 дена, брзата помош со зголемени интервенции за велигденските празници. Прилеп може да остане без фестивалот Војдан Чернодрински, театарските сали затворени од инспекторатот. Се распаѓали коалицијата на албанските владени партнери, дали Таравари треба да замине или остане во владата. Ибрахим Касами Меджити, кој би бил лидер, ја губили влен моќта во парламентот. Може ли се предвидени парламентарни избори со локалните? Во тема на денот гостин Изет Меджити од Демократското движење. Добро вечер, останете овде, почнуваме веднаш. На 89 години почина папата Франциск, поглаварот на Римо-католичката црква. Првиот латиноамерикански папа кој остави свој белег во раководењето на Ватикан. Звоната бијат на плоштадот Свети Петар во Ватикан по повод смртта на папата Франциск. Почина утрово на 88 годишна возраст во резиденцијата во Ватикан, Каса Санта Марта. Alle ore 7:35 di questa mattina il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Вчера се радувавме, се појави на балконот по повеќе месечно лекување од војна пневмонија. Ни го честита Великден, а сега повеќе го нема. Насекаде во светот верниците жалат за смртта на поглаварот на Римо-католичката црква, а илјадници луѓе се упатија кон Рим. Grande dispiacere, una grande perdita, un uomo che ha innovato la Chiesa e un uomo che ha lasciato un grande segno e questa mancanza provoca un grande dolore. I think it was a great pope. I think that every Christian people must come here to say goodbye, to farewell to him these days, and especially because he is the first person against wars. He would like the peace in the world. Dobrym człowiekiem, był za ubogimi, nie przyjmował każdego, nie wywyższał się. Nie była to osoba na jakimś stanowisku. To był po prostu człowiek. Także też cieszyłam się z tego wyboru. Аргентинскиот кардинал Хорхе Марио Берголјо беше избран за поглавар на Римокатоличката црква на 13 март 2013 година по повлекувањето на Бенедикт XVI и го избра името Франциск. Беше 266-тиот понтив, првиот папа роден надвор од Европа во повеќе од еден милениум, првиот од Америка и првиот језуит. Беше препознатлив по својата скромност, блиско со луѓето и заложбите за социјална правда. Надвор од Ватикан, Франциск беше почитуван и славен како глобална звезда. Привлекуваше огромни маси верници при посетите на странски земји. Тој дојде на чело на Римо-католичката црква во незгоден период, кога беше на удар од честите скандали за сексуално злоставување деца и раскината од внатрешни битки меѓу бирократи во Ватикан. Francis really changed the church in a number of ways. I mean, he's changed the whole style of being a pope. He changed the priorities of the church in terms of its pastoral practice and its public policy. He opened up the church for more conversation and debate and discussion. I think Francis's legacy is that he's opened the door to many fundamental reforms to take place in the church. He came here as a real outsider, having never studied or worked in Rome, and he really shook things up with his approach. Папата Франциск, роден на 17 декември 1936 година во Буенос Ајрес, беше син на италијански имигранти железничари. Се школувал за индустријски хемичар, но случајна средба со свештеник му го сменила животот и го насочила кон духовниот пат.
По негова желба ќе биде погребан надвор од Ватикан. Неговите посмртни останки ќе бидат положени во базиликата Санта Марија Маджоре, една од 4 главни папски базилики во Рим. Ватикан засега не соопшти детали за погребот или за процесот на избор на нов папа. Емилија Штериов, Сител телевизија. А Франциск беше првиот и единствен папа што ја посетил Македонија. Католиците во Скопје се простуваат со папата Франциск. Точно во 15 часот се огласија камбаните на католичката црква Пресвето срце Исусово. Папата Франциск беше единствениот кој ја посетил Македонија. Во 2019-та дојде во Скопје и ја посети католичката црква. А потоа одржа и миса на плоштадот Македонија. Скопскиот бискуп и струмичко-скопски епарх монсиньор доктор Киро Стојанов упати писмо до сите парохии и монашки заедници во Македонија. Благодарни сме на Бога за неговиот понтификат, кој на негов својствен начин го покажуваше постојано милосрдното лице на Отецот, а посебно беше глас на сиромашните и маргинализираните. Благодарни сме на неговата апостолска посета на Македонија во мај 2019-та, која ќе остане во нашите сеќавања и запишана во историјата на Република Македонија. Неговото заземање за мир во светот, за диалог и братство меѓу народите, ќе останат негов завет за идните генерации, вели бискупот Стојанов. Сочувство за упокојувањето на папата Франциск сепак не пристигна од целиот државен врв. Порака испрати само председателот на собранието Африм Гаши. Вели, заминувањето од овоземскиот свет на папата Франциск е длабока загуба за целото човештво. Како еден од духовните лидери на нашето време, тој ги вгради принципите на мирот, на социјалната правда и на меѓурелигискиот диалог, станувајќи символ на посветеноста кон заедничкото добро. Со својата едноставност, со безусловната љубов кон човекот, папата Франциско допре до срцата на милиони луѓе низ целиот свет, надминувајќи верски, национални или идеолошки граници, рече Гаши. Со папата се простија и светските лидери. Бакингемската палата испрати порака од кралот Чарлс. Неговата светост ќе биде запаметена по неговото сочувство, неговата грижа за единството на црквата и неговата неуморна посветеност на заедничките каузи на сите луѓе со вера и на оние со добра волја кои работат во корист на другите, велат од Бакингемската палата. Сочувство испрати и председателката на Европската комисија. Тој инспирираше милиони луѓе, многу подалеку од католичката црква, со својата понизност и љубов толку чиста за помалку срекните, рече Урсула фон дер Лајен. Американскиот подпредседател J.D. Венс е последниот висок политичар кој се сретна со папата Франциск. Тој вчера беше во Ватикан. Моите мисли се со милионите христијани ширум светот кои го сакаа. Бев среќен што го видов вчера, иако беше очигледно дека е многу болен, вели J.D. Венс. Рускиот председател Владимир Путин пак вели дека ќе го помни папата Франциск како бранител на највисоките вредности на хуманизмот и правдата. Во соопштенијето од Кремљ се вели дека Путин имал привилегија да комуницира со овој исклучителен човек во неколку наврати. Папата Франциск во својот мандат отпатува и посети вкупно 47 држави ширум светот, меѓу кои и Македонија. Даниел Василев, Сител телевизија. Од Доверлив, Македонија станува само партнер на Европската Унија во надворешната политика, констатира известувачот. Неговиот извештај за напредокот доби над 300 амандмани од Грција и од Бугарија. Вработените од културата утре на протест, синдикатот бара плати и доследно спроведување на колективните договори.
Грчките и бугарските европратеници со стотици амандмани на извештајот за напредокот на Македонија, на што се фокусираат, кои моменти ги оспоруваат и што содржи предлог извештајот на Томас Вајц. Предлог извештајот за напредокот на Македонија на известувачот Томас Вајц нападнат со 313 амандмани. Според дописникот на МИА од Брисел, најголеми забелешки имаат бугарските и грчките европратеници. Повеќето од нив да објаснуваат или дополнуваат некои делови од документот, но има и такви со кои во извештајот се вметнуваат нови содржини или оценки. Иако Македонија направи големи компромиси со Грција за европската иднина, па го промени и уставното име, грчките европратеници Емануил Фрагос и Галато Александрики бараат замена на зборовите Република Северна Македонија со зборот Скопје во текот на целата резолуција. Според дописникот на МИА, во делот каде известувачот Вајц нотира дека аспирациите на македонците да станат дел од Европската Унија довеле до значителен напредок во демократијата и социјекономските реформи и покрај блокадите од различни неоправдани причини. Бугарскиот европратеник на природба Станислав Стојанов предлага замена со аспирациите на граѓаните на Македонија да станат дел од Европската Унија продолжуваат да доживуваат назадување поради недоволната политичка волја на земјата да ги спроведе договорените обврски. Забелешки има и за целосното усогласување во надворешната и безбедносна политика на Европската Унија. Како што пренесува МИА, според Вајц, Македонија сега е партнер на ЕУ и има конструктивна улога во регионот, а не како до сега доверлив партнер. Ваквото мислење не го делат сите, забележуваат за воздржаноста во однос на резолуцијата за Украина во Обединетите нации. Бугарите и овде сметаат дека ваквото однесување и коспонзорство со САД треба да биде нотирано како неочекувана и жална промена во усогласувањето на нејзината надворешна политика. Во однос на уставните измени, авторот на извештајот барал наместо првичната верзија, каде стои дека Македонија треба да ги усвои неспроведлените уставни измени во согласно со нејзините заложби, за да можат брзо да започнат пристапните преговори, да стои веднаш да започнат преговорите. Неколкумина бугарски европратеници предлагаат и вметнување на содржини со кои се споменува потребата од внесување на бугарите во уставот и почитување на правата на припадниците на бугарското малцинство, додека грците Фрагос и Александрики бараат целосна замена на овој член со текстот дека се забележува дека на Скопје на ниту еден начин не ги презел неопходните чекори за пристапување кон ЕУ и усогласување со европската надворешна политика и повикува на итен прекин на пристапните преговори. Измени се бараат и за планот за раст, реформите, борбата против корупцијата, општествената поларизација и човековите права. Во однос на трагедијата во Кочани, во извештајот се повикува на темелна и транспарентна истрага за самиот инцидент и одговорните да бидат повикани на одговорност. Изјаснувањето по предложените амандмани и по самиот предлог извештај за земјава од страна на членовите на АФЕТ е предвидено за 13 мај. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Вработените во културата утре сепак на протест и покрај најавите дека задоследната плата ќе ја добијат оваа недела. Синдикатот вели дека овој проблем е со години и ќе бараат доследно почитување на колективните договори. Синдикатот на културата утре излегува на протестен собир пред ресорното министерство. Разочарани од односот поради кој 3000 работници за великденските празници останаа без плати. Револтот е уште поголем што истото се повторува секоја година. Покрај ова не се откажуваат и од поднесување тужби за непочитување на колективните договори. Синдикатот останува на посочените најави за тужби, бидејќи ова што се случува во културата не е прв пат, ова се случува веќе 4 години наназад, откако е подпишан колективниот договор за култура. И доволно веќе вработените во култура имаат трпение и мислеа дека ќе дојде до некое подобро решение и дека ова нема повеќе да се повтори, меѓутоа како што гледате, ова се повторува секоја година, така да ќе мора едноставно да се почне и со тужби. Министерот за култура пред 2 дена преку социјалните мрежи им се извини на вработените за доцнењето, советување дека ќе ги добијат платите заедно со зголемувањето на почетокот на оваа недела. Лјутков појасни дека причина за доцнењето е усогласувањето на платите со Министерството за финансии. Но ова објаснување според опозицијата не е доволно. СДСМ денеска бара оставка од Лјутков поради како што велат хаосот во културата. Покрај ова бараат и повлекување на срамните изјави за приватизација на културното наследство и итна
исплата на мартовската плата за сите вработени во овој сектор. Кога СДСМ зборува за култура, тоа звучи како пироман да се фали дека го изгаснал пожарот, им возврати ВМРО ДПМН. Министерството за култура во нивно време беше претворено во каса за партиски трансакции и награди за блиски личности. Грантови се делеа без критериуми, по телефон, по пријателски врски и по заслуги кон партијата. Уметниците кои не беа лојални беа игнорирани или санкционирани, установите беа блокирани, а културата сведена на приватен бизнес за избрани поединци, стои во реакцијата на владеачката партија. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Ќе имали фестивал Војдан Чернодрински во Прилеп, откако инспекцијските контроли по трагедијата во Кочина ги затворија салите во градот. На Прилеп никој нема да му го земе Војдан, па макар и немале сала. Ова е ставот на уметничката директорка на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински, Ана Стојановска. Проблемот е што надлежниот инспектор од дирекцијата за заштита и спасување донесе решение за затворање на објектот на Стариот театар, големата сала во Центарот за култура Марко Цепенков, како и киното Мистон, поради голем број на пропусти. Стојановска сепак се надева дека Министерството за култура ќе обстои на ветувањето да се оспособат салите во Прилеп до почетокот на театарскиот фестивал. Ја знаете и мојата идеја дека сакам Прилеп да биде град театар, така што истражувам алтернативни сцени во Прилеп, морам да нагласам ова цело време во Прилеп, затоа што слушам разни моабети во однос на тоа каде ќе се случува фестивалот. Фестивалот ќе се случува во Прилеп, да одговорам на прашањето, и фестивалот ќе се одржи во Прилеп. Се надевам онаму каде што сме научени да биде секоја година, да се средат работите со Центарот за култура, односно да се задоволат сите законски норми и пропишани барања од страна на инспекторатот, затоа што пред се и мене како човек, но и како фестивал ми е важна безбедноста и сигурноста и на организаторите, и на учесниците, и на публиката. Стојановска потенцира дека Прилеп од секогаш бил уметнички град и горд на своето културно наследство, и таков и ќе остане во иднина. Годинава мотото на фестивалот ќе биде "Смеј се и осмели се". Затоа што треба да бидеме храбри и треба да се водиме од својата креативна енергија. Бидејќи не знам поинаку да реагирам освен на креативен начин, смисливме оваа година Прилеп да одговори на многу креативен начин, така што наместо програмата Автор во фокус, во која што беше застапен еден автор предходните години, оваа година имаме Прилеп во фокус, тоа ексклузивно го најавувам сега за вас. Тоа ќе бидат тројца автори, театарски уметници од Прилеп кои што оставиле длабока трага во македонскиот театар. Благој Ристевски Платнар, Благој Спирковски Џумерко и Кирил Ристовски. Годинава се планира истиот да се одржи од 6 до 13 јуни, но ако има одредени проблеми, можно било тој датум и да се пролонгира. За Сител, Дарко Штарговски. Минутите за темата на денот. Мој вечерашен гостин Изет Меджити од Демократското движење или популарната Влен. Прогнозите беа дека до локалните избори ќе издржите, ама некако се распаѓате пред локалните избори. Зборам како коалиција. Не се согласувам дека се распаѓа Влен. Има некои процеси последниот период. Ние тогаш сите се сплотивме околу идејата, значи, да донесеме промена, да донесеме плурализам, демократија во албанскиот кампус, борба против корупција, и се уште стоиме на тоа, освен господинот Тарабари, кој што од индивидуални партиски причини испада на површина дека подолг период, значи неколку месеци, има состаноци и соработува со Демократската унија за интеграција, и нашиот став беше јасен дека не може и дел од Влен и соработка или коалиција со Демократската унија за интеграција. Да, ама некако, кога го нема Таравари, тој некако ви беше како гуру, да речам, на коалицијата. Се сеќавате, го чекавте до последен момент да одлучи дали ќе оди со вас или со Дуј пред парламентарните избори. Се пак се врти околу некако, зборам некако, штом го нема него, дали ја има Влен? Да, Влен ја има, мислам, уште посилни, уште појаки, бидејќи тие 107.000 гласови не беа, значи, гласови кои што ги собравме од различни политички партии, од Демократското движење, од дел од Алијансата, од Алтернатива БЕСА и Ведвендосија,
Туку таму тие беа гласови антидуи, гласови за промена, гласови за надеж и не може никој да се повикува на тие гласови дека ги има во джеп. Така да ние сме по тој пат, по таа визија, по тоа што баравме, значи, и доверба од граѓаните, гласот од граѓаните, да истраеме промената, да ја донесеме и да ја чувствуваат граѓаните. Во ВОД, значи, Даравари се предомисли, мислам за тоа треба он да се објасни пред јавноста и пред своите гласачи и мислам дека нема да му биде лесно тоа, бидејќи Алијанса на албанците, значи, при основање антипод на Демократската унија за интеграција, мислам за гледачите многу полесно. Кога може села да е со дуи зашто не и Даравари? Многу полесно можам ја моите гласачи, значи, да ги убедам, еве сега отиде Артан Груби, отидоа некои личности и се реформира дуи, на некој начин да ги излажам, отколку некој од Алијанса кој што цело време, значи, жртвувале, обстанеле, значи, како опозиција, се соочиле со се и се што, и тие вратата на дуи ја знаеле уште и самите, мислам, на времето, не треба некој после 20 години, после 15 години да ги носи кај Демократската унија. Добро, овој проблем сега со Таравари, ви го забрза процесот за правење политичка партија? На површина испаѓа дека, значи, на некој начин и бил проблемот околу тоа, бидејќи успехот на Влен е токму во тоа што знаеше да го послуша гласачот, опозицијскиот гласач албански, дека треба да се сплотат, да се спојат, да се обединат, ако сакаме, значи, да имаме резултати, да го победиме дуи. Ако тогаш беше тој глас, значи, тоа барањето од нашите гласачи, од почеток до сега, значи, значи, цело време, значи, тие барат една партија. И Таравари беше противник на таа идеја? Па сега, мислам, самиот факт тоа покажува, дека многу лесно сега се обединува Влен, многу лесно, значи, све се топи во Влен, така да очигледно е дека еден од главните проблеми за тоа бил Таравари. И добро сега... Сега не би рекол дека бил со мисија од почеток, не сакам, значи, да кажам дека нема придонес во победата, нема придонес во тие 107.000 гласови во ова владење, но изгледа на крај, значи, се одлучил калкулантски, значи, индивидуално и партиски. Добро, тој процес кога треба да заврши? Кој? На формирање партија. Значи, значи, се бориме секојдневно, значи, за имплементирање на владината програма, нашите проекти, нашите идеи, соочување со проблемите, исто така и со нова настанатата ситуација и во однос на ова веќе се утврдени. Вчера во Струга, значи, бевме сите заедно и утврдивме дека ќе има централно председателство, 23 члена, каде што ќе бидат инволвирани сите субјекти кои што ги има сега во рамките на... Ќе има ли еден председател? Ќе дојдеме, мислам, на тоа, но има процедури, мислам, работна група која што треба да работи правно, ги разгледува идеите, мислам, дали една партија, значи, да се трансформира во Влен или да формираме ново Влен, па тамо да се сплоти, мислам, има и правни процедури, но битно е ќе има едно централно председателство, централно собрание, заеднички централен штаб и локални штабови, и тоа све зборам, значи, во наредните 10 дена, на PR центар, значи, медиски центар, заеднички, кадровска комисија, заедничка. Како структури на една партија, но себе поважно е дали некој од вас тројцата би бил еден од лидерите? Најверојатно да. Најверојатно да. Најверојатно да. Вие? Мислам ќе оставиме тоа на процесот. Побитно е, значи, Влен да биде едно, нов политички субјект и... Кога прашувам од вас тројца, мисля да не барате некој сосема друг лик кој што би бил како обединувачки. Не се исклучува и тоа, но мислам во принцип тука се очекувањата, но идејата ни е ова побрзо да премине, значи, во еден политички субјект кој што ќе биде поголемиот во албанскиот политички кампус. Идејата е да и во албанскиот кампус има Влен и Европски фронт или Влен и ДУИ како две опции, значи, кои што
носат и плурализам, и демократија, и борба, значи, верувам во иднина, значи, борба во платформи, идеи, проекти, така да. Но ако вака останат работите, во иднина ќе останете коалиционен партнер на Таравари, ако остане во владата. Ќе барате Мицкоски да го тргне од влада? Мислам дека многу работи се отворија сега, и ова со Влен, и владината програма, и борбата против корупција, и во однос на ова, тоа ставаме, значи, до политичкиот морал, значи, бидејќи исто како што ние го кажавме тоа дека не може во исто време да биде со Влен, или пак како што кажа во една прилика, ако не се согласи со Влен, тогаш ќе оди сам, па негде ќе коалицира со ДУИ, негде со Влен, негде со ВМРО, негде со СДС, што тоа не праксата, но и политичката теорија не го познава. Мислам дека и во однос на владата, штом сака соработка со ова ДУИ, а избега, значи, истиот од ДУИ кој што не беше на црните листи, не беше пола председателство со отворени истраги, сака да соработи со такво ДУИ, мислам дека не треба да го крие тоа, треба да го објави. Ама вие оставате тој да се полече. Прашањето ми е дали вие објави соработката, и моје мислење дека не моје местото во ова влада, бидејќи се коси со политиките, принципите на формирање на ова влада, кој што беше борба против корупција, враќање на правна држава и други начела кои што се косат во моментот кога тоа прашање дали вие ќе го отворите кај премиерот? Ево, отворив. Овде вечерва? Да. Добро. Мислам, многу морално ќе биде самиот што посакува таква соработка, тоа да го објави и да премине да соработува со ДУИ, не да го крие тоа пред членството јавност. Добро, загрижени сте кога вели Ахмети дека единствено Таравари препознава дека владата ги понижува албанците? Прво имаше реакција од луѓе од Таравари, мислам. Веднаш имаше реакција од другиот вице-премиер, господинот Фехтај, кој што јасно и гласно му кажа на Ахмети дека ако некој треба да се срами, тоа е он, бидејќи при неговото владење имало убиства, имало затворени албанци, стотици илјадници, значи, се иселиле, значи, додека некој купувал трговски центри, некој обезбедил виза да избега надвор. Така да мислам дека нема ни морално право, ни никакво Ахмети да повикува на такво нешто или да обвинува за такво нешто. Не прашав дали вие се чувствувате како, да речеме, неговите зборови треба да се читаат како предавници на албанците, да речем, така? Па, мислам, ја посочив дека имало многу полошо владење, полоши случаеви и никогаш не знаеме дека понел некој од ДУИ или Ахмети оставка во такви ситуации. Добро, сега сме пред период кој што е пролет, лето, перетна некоја политичка есен не чека околу локалните избори. Што мислите, дали е процесот кој што се случува и кај вас на политичката сцена води и кон можноста за предвремени парламентарни избори? Или само ќе се оди на локални? Не гледам основа за тоа. Прво, мнозинството е стабилно, има двотретинско мнозинство во собранието, мислам 78 сега за сега, има и други, мислам, кои што комуницираат, некои со нашите партнери, некои со нас, значи мнозинството е над 80 пратеници и не гледам, значи, никаква потреба државата да потроши милиони за предвремени парламентарни избори. Тука се локалните избори, тука мислам ќе се мериме на терен, пак има можност граѓанот да се го каже своето што вреднува. Ако локални, како ќе го толкувате како добар резултат од локалните избори? Резултатот на советнички листи, освоени градоначалници или како? Како што победивме, значи, на парламентарните избори со 107.000 гласови во албанскиот кампус и на локалните избори, коалицијата Влен ќе биде апсолутен победник во сите општини и на централно ниво, и по број на градоначалници, и по гласови на советничките листи, бидејќи Влен ќе ги понуди не само
отворено значи соработка и партнерство значи и со невладиниот сектор и со најквалитетните, најдобрите албанци. Негде ќе поддржува и независни кандидати, ако се процени дека... За Скопје ќе имате свој кандидат или не? Најверојатно да. Најверојатно да. Добро, сега кога сме пред локалните избори, докаде иницијативата односно идејата за она како се распределувата на унгарските пари за општините? Како функционира тоа? Задоволни сте вие? Значи, тоа е една од промените кои што доаѓа со ова влада, кај што учествува и Влен, заедно со ВМРО да помене. Бидејќи иако децентрализацијата или пак фискалната децентрализација е еден од столбовите на рамковниот договор, тоа беше заложба како успешен пример, успешна пракса значи од европските држави, од западните држави да зајакнат општините. Ние констатиравме дека Македонија е најцентрализирана држава во регионот после Кипар, така да промената е во тоа, тукму ова влада издвоја негде милиарда евра значи за општините, директна значи инфузија за општините, за директни решавање на проблеми на граѓаните, за капитални инвестиции, што граѓаните веќе го чувствуваат тоа, ова е револуција на капитални проекти во сите општини, па и во албанските општини. Со тие проекти ќе настапувате пред локалните избори, тоа ќе ви биде како инекција за добар резултат? Па прво, значи, и покрај тоа што обвинувањето на господин Ахмети, значи, со ова добиваат сите граѓани, добиваат и албанците, бидејќи распределбата е по број на жители на сите општини, не ги делиме граѓаните значи по етничка или верска припадност. Втора работа значи добиваат и општините кои што се од Демократската унија за интеграција, значи на нас битни ни се граѓаните, не кои се граначалници и кога се надвор од камерите, кога нема камери, значи самите тие граначалници се го кажува дека ваква поддршка немало и кога било владата на Дуи, и кога биле нивните министри, и сега се имаат само еден проблем, немаат толку идеи и проекти колку што владата имаат прилив на средства од владата за конкретни проекти и конкретни решенија. И мислам дека ова е добра работа, бидејќи младите и граѓаните значи не избегало од државата само заради невработеноста, туку бегало и заради лоша инфраструктура, лошо образование, лошо здравство. А дали со ова ќе не биде адут? Да, значи од сега до локални избори не можеме да ги постигнеме, само да ги промовираме, секој ден да испаднеме значи на терен, бидејќи ги има стотици и стотици проекти. Благодарам за вашето гостување. Мој вечерашен гостин Изет Меджити Одовен. Топлото време, изобилството од мрсна храна и пијалоци ја зголеми работата на лекарите. Топлото време за великденските празници и постот предизвикаа здравствени проблеми кај некои граѓани. Изминатите 3 дена Скопската брза помош интервенирала на 45 колапси на јавни места. Во безсознание паднале и млади и стари. Самите температурни влијанија, големата разлика на температурата доведе до појава на колапси, а и истоштувањето на организмот со постот, пошто постот трае 49 дена во долг временски период, му треба на организмот во временски период да се адаптира кон мрсната храна, а често нашите луѓе знаат да искористат мрсна храна и премино да биде со регулирана исхрана. 15 на граѓани од вчера до денес поради пријадување се јавиле во брза помош и барале лекарски совети. Обично се пријадуваат од мрсната храна која што дава болки во стомакот, надуваност во стомакот, може да се активира и холелитијазата, тие што имаат каменчиња во жолчка и едноставно нагони за повраќање може да им се јават, да им се покачи крвниот притисок заради мрсната храна и заради соленото и да се внимава во однос на јадењето на великденските јајца. За продолжениот празничен викенд екипите на брзата помош интервенирале и на 9 сообраќајни несреќи во главниот град. Со скршеници се здобиле лица кои управувале мотори, велосипеди и тротинети.
Да се носат кациги, обавезно, и тие што возат тротинети и велосипеди исто така е добро да носат кациги, да има заштита некоја, да не возат пијани, сепак возачите малце празници се и возат пијани под дејство на алкохол и брзината да биде прилагодена на патот. Според податоците од МВР, токму брзото возење, но и алкохолот се меѓу најчестите причини за сообраќајни несреќи. Лани животот на патиштата го загубиле 142 лица. Александар Динев, Сител телевизија. Агенцијата за храна и ветеринарство пред Великден пронајде и уништи тони 700 килограми небезбедна храна. Храна со измина дрог или чувана во несоодветни услови. АХВ пред великденските празници уништи 1740 килограми небезбедна храна. Ја имало насекаде, во ресторани, сендвичари, маркети, бурекджилници, најмногу во туристичките места, Охрид и Струга. Изречени се 30 парични казни во вредност од 25.400 евра. Хигиена на таложени масноти во кујните, неводење на записи, несоодветно одржување на опремата, оштетени зидни и подни површини, утврдени нерегистрирани оператори со храна и друго, се тоа го затектавме во маркетите, во гостителските објекти, рестораните, кафеаните, мензите. Одредени оператори имаше кои што не беа регистрирани како оператори со храна. Нели сега покрај великденскиве празници, голем дел имаше на храна која што послужува на самата улица, каде што истите не се регистрирани. Поголеми контроли во објектите каде се служи и продава храна бараат и граѓаните. Рече се секој некогаш купил производ со измина дрог. Еве сега мене ми се случи за Великден, купив јајца. Ги вапцев, ги правев, ги дотерав со внуците, кога расипани. Ги вративте? Не можам да ги вратам, не бев дома. Ресторани, така е. И таму е тешко се контролира. За огромни количини се работи. Ви се случило ли некојаш да купите храна со помина дрог? Многу пати. И многу. Па од маркетиве. И после ако немате фискална да докажете дека тука куп, ме знаат, само секој ден купувам, не сака да ја вратат. И добро. Има проблем, не ја враќаме готово. Само фрлете, викам, не ставите повторно друг ќе ја купи. Паковани производи. Од маркет? Од маркет, да. Со измена дрог, да. Денес насекаде има и во ресторани, и во сендвичари, тие хамбургери, лоша така, полоша искрено. Ви се случило ли некогаш да купите храна со измена дрог? Па вака, главно пазам да биде со добар рок, меѓутоа ми се случило 2-3 пати, да, ама главно пазам, проверувам рокот, например, у продавница кога ќе отидам у маркет, гледам обавезно на рокот на храната. Храната воопшто не е безбедна, било каде да ја купите. Со пестициди, разни отрови други, ние јадеме отруена храна и ние се труеме. Од Агенцијата за храна со апел до граѓаните, доколку забележат да се подготвува храна во несоодветни услови, или истата има специфична боја или мирис, но и производи кои се продаваат со помина дрог, веднаш да пријават во агенцијата. Инспекторите ќе излезат на терен и ќе ги казнат прекршителите. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Денеска завршуваат великденските празници во различни делови од државата со различни традиции. Една таква во Брод сними Дарко Штарговски. Великденски кули е најуникатниот обичај во Македонија, па можеби и пошироко за одбележување на најголемиот христијански празник Великден, и тоа неговиот втор ден од прославувањето. Оваа раритетна манифестација се случува единствено во Македонски Брод и на ниту едно друго место. Според преданието, славењето на Великден во Брод со пари било откупено од султанот, но извесен Асан Бек, кој што бил надлежен за овој реон, сепак не им го дал првиот, туку да го слават само вториот ден од Великден. Но народот сепак смислил одредена итрина, односно кулите. Долниот ред на луѓето во кулата ги представуваат османлиите, а горниот македонците. Или во превод, сепак победивме. Црковниот обичај започнува во зимските часови, кога правиме една литија, тргнувајќи од црквата на Света Богородица, одејќи околу градот Македонски Брод, на 4 одредени даба, ние заклинуваме, правиме крст, кој што го символизира распетието Христово, и на тој крст се отворат една дупка со сврдел, каде што свештеникот става вино и леп, кој го символизира телото и крвта Христови. Крстот се запечатува како што бил запечатен гробот Христос и на третиот ден воскреснува. Вие колку години сте дел од овој настан? Јас сум веќе
30 на години сигурно. Чувството ќе го видите и самите какво е. Нешто прекрасно, не знам како да го опишам. Дали е тешко да се одржи кулата додека се движи? Нормално дека е тешко, меѓутоа ако се сакат нема проблем. Манифестацијата привлекува посетители од цела Македонија и е вистинска атракција. Таа се одржува на тој традиционален начин како што се одржувало пред многу векови. Единствено ние ја поддржуваме. Ја ставаме на нашата туристичка мапа, ја промовираме истата манифестација, се со цел да се привлече голем број на туристи на овој ден. Кулите се движат од црквата Успение на Пресвета Богородица кон местноста Сред село или центарот на поранешен Македонски Брод. Чувството како за Великден кај секој еден верник преубаво, се трудиме да задржиме традиција. Благодарност на сите што присуствува, што зедо учество. Кажи ми дали младите како тебе, твоите врсници продолжуваат традицијата? Да. И то треба се продолжува традицијата секоја година. За овој ден во Македонски Брод се одржува изложба на великденски јајца, како и концерт на културно-уметнички друштва од цела Македонија. Годинава имаме 6 културно-уметнички друштва кои ќе ни се представат со своите кореографии, со цел да ја зачуваме и негуваме традицијата на нашата држава. Кога сите кули ќе пристигнат на Сред село, се продолжува сочестување на празникот со традиционални македонски песни и ора. За Сител Дарко Штарговски.